Добродојдовте во уште едно кариера интервју. Денес разговараме со Елена Мановска, генерален менаџер во Мајорел. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе. Кажете ни нешто повеќе за Мајорел, од кога постои и во која индустрија работите? Пред се би сакала да ви посакам топло добре дојде во нашите простори. Мајорел како компанија функционира во Македонија од 2021 година, меѓутоа оперативно сме од април 2022 година. Оно што е карактеристично за Мајорел како компанија на глобално ниво е дека ние сме компанија која што делува во индустријата на корисничко искуство и бизнис процес аутсорсинг. Како Мајорел настанува во 2019 година со спојување помеѓу две големи имиња во оваа индустрија, а тоа е Arvato и Saham групација. Значи во 2019 година овие две компании кои што се лидери во индустријата направат спојување и настапуваат заеднички пред клиентите под името Мајорел. Како компанија на глобално ниво присутни сме на, можам да кажам, на сите континенти, значи од Европа, Азија, Африка, Северна Америка. Сега сме присутни во повеќе од 41 земја со локации и со повеќе од 80.000 вработени. Оно што е карактеристично за Мајорел како компанија и нашата мисија е да бидеме препознатливи пред интернационални клиенти. Исто специфично е дека наша целна група и наши клиенти се интернационални и глобални светски брендови, од бенкинг индустријата, од травел индустријата, ритейл индустрија, така да соработуваме со повеќе и обслужуваме повеќе клиенти, и оно што е карактеристично исто така е дека даваме поддршка на нашите клиенти на повеќе од 65 јазици. Препознатливи сме во индустријата, препознатливи сме во светот, и јас чест ми е и гордо што можеме овој бренд да го развиваме и во Македонија, и што нашите луѓе во Македонија ќе имаат можност да работат во една ваква компанија и да го почувствуваат оној интернационален дух и корпоративен професионален однос. Како започна приказната на Мајорел во Македонија? Приказната за отварање, односно доаѓање на Мајорел во Македонија дојде некако природно. Прво со растот на Мајорел како компанија на глобално ниво се појави потреба за отварање на дополнителни локации, и особено интерес и фокус беа земјите каде што може да се најдат талентирани млади луѓе кои што зборуваат повеќе јазици. Секако ние знаеме, Македонија е еден, како да кажам, крстопат на култури. Во Македонија може да се сретнат повеќе култури, а тоа не прави нас особено сензибилни и доста адаптибилни кон и вреднување на различни култури. Во Македонија е она што е карактеристично исто за нас како народ и како земја е имаме доста талентирани млади луѓе кои што зборуваат повеќе странски јазици. Знаеме дека уште од странски јазици се вклучени во нашиот образовен систем уште од најрана возраст, уште во основно образование. Горди сме што може да понудиме за нашите клиенти како компанија поддршка на, германски, италијански, француски, шпански. Тоа се јазици кои што младите ги зборуваат како додаток на англискиот јазик. Имаме една ситуација кај што англискиот веќе не се ни спомнува како предност, затоа што сите го зборуваат. Така да можноста за наоѓање на талентирани луѓе кои што го зборуваат јазикот, меѓутоа и една добра професионална етика кај нашите млади луѓе, без тоа што првично го привлече вниманието на Мајорел на Македонија, и дефинитивно со стабилни чекори сме поставени овдека и има голем простор за напредок и развој на компанијата. Тимот во Мајорел се градеше постепено, како што реков, од 2021 година сме регистрирани како компанија, оперативно започнавме во март-април 2022 година, и од тогаш имаме постојано нови членови во тимот. Локален е тимот, менеджмент тимот е локално поставен и изграден, понатака тоа се пренесува надоле на оперативната структура и на луѓето кои што реално ја даваат поддршката за странските клиенти. Би сакале да ни кажете нешто повеќе за актуелните проекти, дејноста и секако за плановите во иднина? Да, во моментов работиме на еден актуелен проект за светски познат бренд во туристичката индустрија. Нашиот тим постојано расте за овој клиент.
Во паралелно со ова, во преговори сме со други компании и клиенти за да го прошириме нашето портфолио и нашата дејност во Македонија. Меѓутоа, можам да кажам дека имаме простор за додаток на членови во тимот кој што го поддржува овој еден бренд во туристичката индустрија. Броиме 100 членови само за овој клиент и има простор за растење. Нашиот фокус секако не е само таа една индустрија, односно туристичката индустрија. Нашиот фокус е клиенти од банкарскиот сектор, од здравствениот сектор, од ритейл секторот. Она што сега го даваме како поддршка за моменталниот клиент е услуга, односно сервис за германски и англиски јазик. Така да се надевам дека ќе имаме можност подосна да ги посетиме во делот каде што даваме поддршка за клиентите, па да видите една навистина позитивна атмосфера, една динамика и луѓе млади кои што зборуваат на германски јазик, буквално како да не сте во Македонија. Бидејќи сте компанија која што константно го надоградува својот тим, кажете ни кои работни позиции моментално фигурираат како активни и кои профили на луѓе се најбарани од ваша страна? Да, она што го нудиме како компанија во моментов е она што реков. Продолжуваме да го градиме и растеме тимот кој што ја дава поддршката на германски и англиски јазик за постоечкиот клиент во туристичката индустрија. Отворени се позиции за Customer Service Representative е позицијата и тоа е профил кој што бара. Тој профил може да биде задоволен од млада, енергична личност која што сака да комуницира со луѓе од различни краеви на светот, при тоа користејќи го германскиот и англискиот јазик, како што кажав, и е една одлична прилика за младите луѓе прво да почувствуваат допир со други култури од другата страна на телефонскиот повик, истовремено да го подобрат својот јазик, односно германскиот или англискиот јазик конкретно за овој проект, и дополнително паралелно со тоа да ја почувствуваат една тимска атмосфера и навистина една позитивна атмосфера, ведар дух кој што го нудиме како компанија. Значи тоа ни е примарна отворена позиција која што можам да кажам дека постојано е отворена и во Македонија конкретно за Majorel никогаш доволно, никогаш доста, секогаш ќе има отворена плюс една позиција за конкретно за ова работно место. Дополнително имаме отворени позиции во администрација, секако тие се малце поспецифични во однос на позицијата која што се нуди. Така да можам да кажам дека сите отворени позиции се редовно постирани на нашата веб страница, секако на Кариера МК. Вие сте наши партнери во овој процес на наоѓање на најдобрите таленти во Македонија. За сите би сакала редовно следете ги Кариера МК и нас Majorel како компанија на нашиот веб портал. Сите нови отворени позиции се постирани тука. За крај, што би им препорачале на сите луѓе кои што се двоума да аплицираат за работните позиции на вашата компанија и кои се бенефиции ги нуди Majorel всушност? Ова е доста интересно прашање за бенефиции кога зборуваме и сите обично зборуваме за добра работна средина, за плата, за приватно здравствено осигурување. Меѓутоа тоа се за нас барем тоа се работи кои што не треба да ги спомнуваме затоа што се дадени, затоа што ги имаме. Се разликуваме од пазарот, се разликуваме од она што другите компании го нудат. Меѓутоа јас би го истакнала пред се тимскиот дух, можноста за кариерен развој. Навистина овдека имаме колеги кои што започнале на позиција на агент, сега се веќе тим менаџери, дури operations менаџер е избран конкретно од тие први вработени кај нас. Навистина ние сме тим кој што расте, тим кој што до прв се гради и доколку некој започне како агент, доколку ја има потребната работна етика, доколку е дисциплиниран и секако позитивен во духот, Majorel нуди еден кариерен развој и простор за напредок. Ние сите сме фокусирани на материјалниот дел и она што го нуди работата. Тука сме на едно независно ниво и можеби на најдобро позиционирани во однос на конкуренција, меѓутоа она што не прави различни и зошто луѓето не избираат до сега и се надевам дека ќе продолжи тоа како тренд и понатака, е односот кој што го имаме со вработените.
чувството за вработените и она комуникација која што имаме, сакаме да ги слушнеме вработените, да разбереме што е она што ги прави срекни, што е она што ги мотивира наутро да дојдат на работа и што е она што ги мотивира да останат и подолго на работа од работното време. До сега јас имам доле забележан, кога ќе кажам доле, затоа што сме на повеќе ката како компанија, она што го имам забележано помеѓу колегите кои што даваат корисничка поддршка, се само ведри и позитивни лица, тимски дух помеѓу нив постои, не знам, нека не се двоумат. Во најмала рака, јас секогаш велам, нашите врати се отворени, може секој да дојде да не посети, може да постави отворени прашања. Ние како тим од оператива до менеджмент сме отворени за публиката, секако со претходна најава, меѓутоа секој што има отворено прашање може отворено да го постави до нас, да го адресира, дали преку мејл комуникација, дали телефонски, дали може да дојдат, отворени сме за да ги представиме можностите и да се запознаат одблиску со нас. Како дел од нашата кампања често правиме отворени денови во Мајорел. Тоа е еден момент каде што ние ги каниме активно луѓето да дојдат и да не посетат, па е направена една програма за отворени денови во Мајорел. Меѓутоа, не мора да чекате отворени денови во Мајорел, може во секое време да не посетите со претходна најава. Имаме и виртуелни настани кои што ги нудиме за пошироката јавност, пошироката публика. Секако тоа се отворени повици да не запознаат. Одлуката дали некој ќе ни се приклучи или не понатака останува индивидуална, меѓутоа ние сме отворени за да ја споделиме нашата приказна. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас за посетата и секако секој што сака да не посети во секое време. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе.